Здраво и добро дојдовте во наредното видео, каде што ќе продолжиме да збориме за историјата на микробиологијата. И да почнеме. Значи, минатата видео завршивме со Коховите постулати. За време на проучување на Коховите постулати се јавила потреба да се изолираат суспектираните бактериски патогени и во прво време тој ги култивирал бактериите на стерилна површина од пресечени изовриени компири, но овој начин на култивација бил незадоволителен, бидејќи не секогаш бактериите растеле. Бодо се обидел да ги солидифицира течните медиуми со додавање желатин, но тој не се покажал како идеален солидификацијски агент, бидејќи бил дигестиран од страна многу бактерии и се топел на температури над 28 степени Целзиусови. Фанија Ерисхемиус Хесе, која е сопругата на Волтер Хесе, еден од асистентите на Кох, предложила да се користи агар наместо желатин како солидификацијски агент. Агарот не го дигестирале бактериите и точка на топење ги изнесувала над 100 степени. Исто така друг асистент на Кох, Ричард Петри, ги развил петриевите садови во кои се разлевал цврстиот медиум. И овие пронајдоци овозможиле полесно да се изолираат и добиваат чисти култури на бактерии и така директно го стимулирале прогресот во сите области на бактериологијата. Кох исто така развил медиуми погодни за раст на бактерии изолирани од човечко тело. Поради нејата сличност со телесните течности, месниот екстракт и протеинскиот дигест биле корисни како извор на храна и резултат на овие истражувања било откривањето, односно создавањето на хранливиот бујон и хранливиот агар, кој ден денеска се употреба. Во 1882 Кох ги изолирал, односно ги искористил овие техники да го изолира бацилусот кој предизвикува туберкулоза и после ова време во наредните 30-40 години следи една златна ера на микробиологијата, каде што се изолирани најголем дел од бактериските патогени. И откривањето на вирусите и нејната улога во болестите станало возможно кога Чарлс Шамберланд, еден од соработниците на Пастер, го конструирал порцеланскиот бактериски филтер во 1884 и првиот вирален патоген кој бил проучуван бил вирусот на тобакомозичната болест. Сега да профрлиме малце осврт на имунолошките студии, бидејќи нели веќе ги класифицирале, ги откривале голем дел на вирусите и бактериите, и во тој истиот период имало и прогрес во однос на разбирање резистентноста на животните кон одредени болести, така да за време на испитувањето на чумата кај кокошките, Пастер и Роукс откриле дека долгото култивирање на култури во долги интервали помеѓу трансфери на нов медиум допринесува до атенуација на бактериите, што значи дека тие изгубиле нејата способност да предизвикуваат болести. И доколку на кокошките им се вбризгаат вакви атенуирани култури, тие останувале здрави, но развиле резистентност кон болеста. И тие овие атенуирани култури ги нарекле вакцина, што доаѓа од латинскиот вака, што значи крава. И наврго после ова Пастер и Шамберланд развиле атенуирана вакцина против антракс. Во следните години Пастер се обидел да подготви вакцина против беснило на друг начин, така што патогениот микроорганизам бил атенуиран и бил внесен во зајак како домакин. Во тој период, додека се правеле овие проби, внесувал вируси во зајаците, кај Пастер било донесено 9-годишно дете, Джозеф Мејстер, кој бил каснато заболено куче со беснило и бидејќи бил сигурно дека детето ќе умре без третман, Пастер се сложил да проба со вакцинирање и му вбризгале 13 пати од вирулентниот препарат на атенуираниот вирус за време од 10 дена и детето преживеало. И тоа било големо откритие. Сега малце ќе префрлиме внимание на индустријската микробиологија и микробната екологија. Иако Теодор Шван и соработниците претпоставиле дека квасните клетки се одговорни за претворба на шеќерите во алкохол,
преку процес кој го нарекли алкохолна ферментација. Во тогашните хемичари сметале дека микроорганизмите не се инфилтрирани во овој процес и биле убедени дека ферментација се случува како резултат на хемиска нестабилност, која доведува до разградување на шеќерите до алкохол. И Пастер, кој во почетокот на својата кариера се интересирал за ферментации, не се сложил со тоа. Тој сметал дека ферментациите се одвиваат со помош на живи организми и продуцираат асиметрични продукти, како што се амил алкохол и кои имаат оптичка активност. Во 1856 Биго, индустријалец од Франција, каде Пастер работел, побара помош од него и тој произведувал етанол преку ферментација на шеќерна репа, но нивото на добиен алкохол се намалило, додека продуктот станал кисел и Пастер открил дека квасците кои се одговорни за алкохолната ферментација биле заменети со микроорганизми кои правеле млечна киселина. И решавајќи го овој проблем, Пастер покажал дека сите ферментации се должат на активност на специфични квасци и бактерии и во тој период публицирал неколку специфични трудови на оваа тема и неговиот успех на овој поле довел до успешно проучување на болестите, на сипувањето виното и до откривање на нов процес, односно на процесот наречен пастеризација, кој денеска така се нарекува и се користи, сме слушнале, пастеризација на млеко за чување на виното и за негово складирање. Едни од неговите најголеми откритија е дека тоа има анаеробни и аеробни микроорганизми, односно едни кои може да живеат со кислород, едни кои живеат само без кислород. Стивен Џеј Гулд напишал: ние живееме во ерата на бактериите, односно тие се првите живи организми на нашата планета и тие живеат секаде каде што е возможен живот. Најбројни се од сите организми и најверојатно ја сочинуваат најголемата компонента на биомасата на планетата. Целиот екосистем зависи од нивната активност и влијаат врз човековото општество на бројни начини. Така модерната микробиологија е голема дисциплина со многу различни специјалности и има големо влијание врз различни полиња од животот, како медицина, земјоделство, исхрана, екологија, генетика, биохемија и молекуларна биологија. Еден од примерите за важноста на микробиологијата е фактот дека во 20-тиот век, кога најмногу се развила микробиологијата, 1/3 од добитниците на Нобеловата награда за тие 100 години се за физиологија и медицина работеле на микробиолошки проблеми. Така што микробиологијата по својот карактер има и базична и применета основа и многу микробиолози воглавно се интересираат само за биологијата на микроорганизмите. Тие може да се фокусираат на специфична група микроорганизми, спрема тоа се нарекуваат виролози, бактериолози, алголози, миколози, протозоолози, но други се интересираат за микробната морфологија или за одредени функционални процеси, работат во полето на микробна цитологија или микробна физиологија, генетика и така натаму. Може да има и поприменета ориентација да биде во медицинска микробиологија, прехранбена или микробиологија млеко и млечни производи. Денеска во индустријска микробиологија се користат за произведување на антибиотици, вакцини, стероиди, алкохоли, други растворувачи, витамини, аминокиселини и ензими. И микробните генетичари играат важна улога во применетата микробиологија, така што продуцираат нови микробни соеви кои се поефикасни при синтетизирањето на различни корисни продукти. Сега само накратко ќе спомнеме некои полиња кои ќе бидат иднината на микробиологијата и со тоа ќе завршиме ова поглавие за историјата на микробиологијата. Кој е нината? Значи континуирано се откриваат нови инфективни болести кои се предизвикани од различни микроорганизми. Проблемот со зголемување на антибиотичката резистентност кај различни бактерии мора да се најде начин како тоа да се совлада. Се развиваат нови вакцини за нови болести. Уште не ги разбираме сите интеракции помеѓу микроорганизмите и болестите кои ги добиваме. Да добиваме поефективни микроорганизми за во индустријските зони. Микробниот диверзитет, бидејќи денеска се откриени околу 1 милион
микроорганизми, но се пресметува дека во живиот свет постојат околу 10 до 100 милиона различни микроорганизми, така да ние сме само на врвот на сантата мраз. Микроорганизми се битен партнер кај висшите организми во симбиотски односи, многу кај растенијата и кај човекот. Значи најголем дел од дигестивниот тракт, особено во дебелото црево, имаш микроорганизми кои ги вршат потребите за тебе, бидејќи живееш во симбиотски однос. Добро, и тоа беше се за краток, ова се беше краток осврт на историјата на микробиологијата, со за најважните откритија, најважните луѓе кои учествувале и допринеле за развој на оваа наука.